Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Миланчо Пендев, а вие ја гледате емисијата Меѓу редови. Како и секогаш, и ова вечер имаме интересна тема, со самото тоа интересна гостинка. Таа личност која што исклучително ја ценам, првенствено како човека и потоа како врвен професионалец во областа во која што работи. Живее во Ваташа, работи во Кавадарци, дипломиран нутриционист, драги гледачи, Маја Велковска. Добро вечер и добро ни дојде, Маја. Добро вечер, ви благодарам прво за прекрасната најава. Мило ми е што сум ваш гостин и се надевам дека ќе дискутираме за некои интересни теми кои што ќе им се најдат на гледачите. Како и добар домаќин, сакам да ти се заблагодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата. Благодарам за поканата. Добро, од прилика веќе гледачите насетуваат за што ќе зборуваме. Така. Може да препознаат по твојата професија. Ајде на почетку да разјасниме една дилема. Како да го насловиме нутриционизмот? Како некоја дисциплина, гранка од некоја наука или како засебна, посебна наука? Така, нутриционизмот всушност е наука за исхраната и ги проучува сите процеси во човековиот организам кои што се зависни, кои што се поврзани со исхраната и од таму, например, оваа професија е поврзана и со растот и со развојот на човекот, со некои болести кои што се поврзани со исхраната, значи се што во човековото тело зависи од исхраната е дел од оваа наука за исхраната, односно нутриционизмот. Точно малку поширока области наука е, но ги опфаќа значи сите работи кои што се поврзани со нутриентите кои што ги внесуваме преку исхраната и процесите кои што се одвиваат во нашиот организам. Зошто нутриционист? Зошто ова го кажувам со чудење сега? Јас мислам дека доволно те познавам за да можам да заклучам дека ти беше добар математичар. Така. И нормално е да очекуваме и луѓето кои што те познаваат да очекуваат дека ти ќе се запишеш на некое образование кое што е блиску, има блиски точки со математиката. А ти изненади со нутриционизмот. Но иако ова го кажувам, додека длабоко испитував за нутриционизмот и се спремав за оваа емисија, да не речам целосно се уверив дека нутриционизмот и како има заедничка точка со математиката. Ако грешам, поправим. Така. Точно е дека сите луѓе што ме познаваат се чудат малку од каде јас завршив како нутриционист, бидејќи почнав како математичар. Зошто се одлучив да бидам нутриционист? Бидејќи мислев дека со оваа професија ќе можам многу повеќе да им помогнам на луѓето, бидејќи малку подиректно сме поврзани со нутриционизмот со луѓето, бидејќи нели јас работам со клиенти, а не некоја научно-истражувачка дејност и тоа ми беше целта и смислата во бирањето на професијата да им се помогне на луѓето да живеат еден посреќен, поисполнет и поздрав живот. Добро речи, сакаш да помагаш на луѓето. Сега лекарите, во случајот и нутриционистите, некако се трудат да го сочуваат здравјето на луѓето, на нас, а од друга страна пак готвачите и куварите да го упропастат. И сега некако мој впечаток е дека овие другите се повешти некако во својата работа што ја работат. Каков е твојот? Така, секој се труди да е најголем професионалец во својата дејност и сега можеби тука има некоја борба помеѓу едните професионалци и помеѓу другите, но сметам дека сепак се на крајот е лична одлука на секој поединец, што ќе дозволи најмногу да влие на неговиот живот, дали едната или другата професија. Добро, што представува нутриционизмот и кои области се ги офаќа? Можеби надоврзување на првото прашање кое што. Значи, и уствари што работи човекот нутриционист? Има повеќе видови на нутриционисти, значи има клинички нутриционисти, односно диететичари кои што работат во клинички услови, например тие одредуваат исхрана на луѓе кои што се полни постоперативна исхрана и така натаму. Потоа имате нутриционисти кои што работат во јавно здравје, препораки за целата јавност, нели имаме секоја година препораки за исхраната национални, тоест повеќето земји имаат, значи има нутриционисти кои што работат и во таа област. Потоа
кај нас бидејќи нели Македонија е помал пазар, нема толку многу специјализирани нутриционисти за некои специфични области што ги опфаќа нутриционизмот, но на пример настрана има педијатриски нутриционисти, нели што работат со дечиња. Па на пример спортски нутриционисти кои што работат со спортисти. Многу широка е областа, значи можат многу работи да се работат. Зависно од тоа личноста која што ја работи таа професија, во што сака да се устручи. Сега се надоврзува прашањето како еден врвен професионалец. Секој има поставено професионалец своја цел за работата и областа во која што работи. Сакам да те прашам, кој е крајниот или финалниот производ кој што сакаш да го добиеш или го очекуваш или веќе го добиваш од твојата професија и тоа што го работиш? Од мојата работа лично со клиенти и нели на поле на едукација на пошироката јавност преку социјалните мрежи, моите очекувања се, како што кажав на почетокот, луѓето да стигнат од една точка А до точка Б, односно од еден по-нездрав живот и по-несреќен и по-неисполнет живот, да стигнат до една состојба каде што ќе бидат поздрави, посреќни и поисполнети. Нормално, преку тие совети и преку тие нешто кои што јас ги работам, односно исхраната и здравјето. Како преку исхраната да стигнат од таа една до друга точка. Мислам дека некаде прочитав, додека се спремав за оваа емисија, дека нутриционизмот свој зачетоци наоѓа некаде пред околу 150 години. Така бар прочитав, не знам дали е точно, но јас мислам, понатаму кога истражував, јас мислам дека нутриционизмот влече корени многу поодамна. И тоа пред околу 6000 години. Таму го наоѓаме правобитниот план, Божи план за исхраната на луѓето. Дали може да се сложиш? Апсолутно, јас се согласувам, бидејќи од кога постои човекот, од тогаш постои науката за исхраната, бидејќи од самото постоење на човекот, нели човекот се исхранува за да го одржува својот живот. Така што сега нели имаме ние научни дисциплини што тоа го истражуваат, сето тоа е поврзано со наука, со некои статистики, резултати и податоци, ама важно таа наука си постои од секогаш всушност. Добро, во контекст на ова што го спомнав, сакам и да прочитам неколку сегменти, неколку пасоци од оваа прекрасна книга. Се согласувам. Здравје и среќа, од познатиот автор Елен Вајд, а напишана е пред околу 130 години. Еве нешто да прочитаме за исхраната и здравјето, кое што ќе ни годи и во оваа емисија. Исхрана и здравјето, заглавието на оваа глава гласи: нашите тела се изградуваат од тоа што го јадеме, ткивата на организмот постојано се трошат, секое движење на секој орган предизвикува трошење, а потрошеното се надоместува од нашата храна. Секој орган во телото го бара својот дел од хранливите материи. Мозокот мора да го добие својот дел, коските и мускулите и нервите го бараат својот. Прекрасен е процесот кој ја претвара храната во крв и ја користи крвта за изградување на разни делови на телото. Тој процес се одвива постојано, внесувајќи храна и живот до секој нерв, мускул и ткиво. Треба да ја разбереме она храна која најдобро ги обезбедува, да ја избереме, се извинувам, она храна која најдобро ги обезбедува потребните елементи за изградба на телото. За да дознаеме која храна е најдобра, мораме да го проучиме правичниот Божи план за исхраната на луѓето. Оној кој го создал човекот и кој ги разбира неговите потреби, му ја одредил и храната на Адам во почетокот. Еве, рекол Бог: ви дадов секаков вид растение што дава семе и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид. Тоа да ви биде за храна. Кога го напуштиле Едем и тргнал да си обезбеди живот, обработувајќи ја земјата под проклетството на гревот, на човекот му било дозволено да јаде и трева полска или зеленчук. Житарките, овошките, зеленчукот и зрнестите плодови ја представуваат исхраната што Творецот ја одбрал за нас. Оваа храна, подготвена на наједноставен и најприроден можен начин, е најздрава и најхранлива. Таа ги зголемува силата, издржливоста и острината на умот, што не може да се постигне со посложена и постимулативна исхрана. Еве неколку сегменти, дали ви се допаѓаат овие?
Да, денеска и реченици. науката го потврдува сето тоа и скоро сите здравствени организации препорачуваат дека најдобро за човекот е да се храни со претежно растителна исхрана, а таму каде што се присутни и производи од животинско потекло, тие да бидат само како еден додаток на растителната исхрана. Растителната исхрана да е една основа, значи призната од сите дека е здрава и само го потврдува и науката тоа што порано било уште познато одамна. Морам да кажам, мислам и ти ќе се сложиш со мене дека оваа професија нутриционизмот кај нас е се уште во подем Да. и се развива. Но во последно време имам впечаток дека зема голем замав. И некако луѓето како да се повеќе одлучуваат да се советуваат за исхраната, за здравието и за се она што значи однос на човекот и исхраната. Што мислиш ти во тој поглед? Една е таа група. Така? Сакам да го поврзам ова. А постои друга група на која што припаѓам и јас самиот и се интересирам токму на оваа прашање, мислам се заинтересирани нашите гледачи да го слушнат. Како го гледам јас нутриционист човек? Го гледам како личност која што на некој начин драстично би ме ограничила од конзумација на одредени вкусни намирници кои што ги користам во секојдневниот живот. Сега ова не е мое субјективно мислење, туку тоа е малку пошироко мислење прифатено од луѓето. Таков впечаток барем јас имам од секојдневните односи со луѓето, некако луѓето мислат како односно како да се плашат од нутриционистот. Нутриционистот и го сметаат како да кажам како некој баук, како некое чудовиште кое што сега сака да ги ограничи од исхраната и да му даде таму некои видови на салати, па и варено пилешко месо и така натаму. Так. Како на некој начин, еве да го сумираме тоа во една реченица, како да едноставно да не се плашиме? Треба ли да се плаши личноста да остане гладна? Тоа мене ми интересира и се надевам и гледачите. Така, значи, прво мислам дека кај нас конкретно малку имаме искривена перцепција нели за оваа професија, науката за храна и за некој професионалец во таа област, нутриционист. Кај нас мислам дека е познато само тоа дека се оди на нутриционист ако сакате да ослабнете, што апсолутно не е ниту најмал дел од целата професија. Значи, како што кажавме, ова е наука за тоа како исхраната влијае на целиот човеков организам, што значи многу поширока е професијата од програма за слабење. Од тука, сега веројатно секој си има свој принцип на работа, но мислам дека луѓето не треба да се плашат дека ќе бидат многу ограничени, бидејќи лично мене најмногу целта ми е да ги научам луѓето на некои основни здравствени принципи, кои што не делуваат толку ограничувачки од типот на денес точно тоа и тоа треба да се јаде за појадок, тоа за ручек, тоа за вечера, и ако нешто друго се искомбинира во тие комбинации, тоа многу страшна последица ќе има. Значи, обично тие правила за здрав начин на исхрана и живот не функционираат така. Значи, не се толку ограничувачки, но може би е оставена една погрешна перцепција дека тоа така многу ограничено делува и дека нели или се или ништо, или се придржувате или не се придржувате, една грешка и толку ја расипав диетата, ама тоа апсолутно не е така. Значи, и 80% држан план е подобар од колку 0%. Или еве, да не се изразуваме, да не користиме тој израз план за исхрана, туку еве 80% придржување кон некои здрави навики во исхраната и животот е подобро од колку 0% придржување кон нив. Значи, никој не треба да се плаши од ограничување, секој треба да гледа да го излечи максимумот од својата ситуација и секогаш се стремиме кон прогрес, а не кон перфекција. Ама дефинитивно треба да се тргнеме од таа точка А, ако многу катастрофално здравје имаме сега или навистина следиме некои лоши навики во исхраната и начинот на живот, бидејќи кога тогаш тоа науката го потврдува, тоа ќе се одрази на нашето здравје. Ако сакаме да живееме квалитетен и здрав живот, треба да се стремиме кон тоа да воведеме некои здрави навики во животот. Прекрасно кажано. Добро, еве, како би изгледало кога човек прв пат, еве, јас доаѓам кај тебе, прв пат да се посоветувам, потоа да зебам и одредена програма или третирање од твоја страна, еве, конкретно за
за диета и за заслабење. Се прави ли некоја, да кажам, квантна или брза анализа или брз систематски преглед кој што би се установило дали е спремно телото за такво нешто? Како изгледа, значи еден, така да го кажеме, состанок со нутриционист. Јас конкретно не користам квантен анализатор, користат некои колеги во ред сето тоа, а јас како работам, барам, значи, целосна здравствена и диететска анамнеза, односно историја на клиентот, и тоа се одвива во еден разговор. Значи, тоа се прашања и одговори. Јас ги прашувам сите работи кои што ме интересираат, односно како клиентот се хранел, како сега се храни, какво било неговото здравје во минатото, какво е неговото здравје сега, доколку има некои диагнози, тоа треба да се наведи, доколку прима некоја терапија, исто така потребно и цела таа терапија да се наведе. Значи, целиот тој информативен разговор е потребен за да се добијат сите податоци врз основа на кои натаму ќе се дадат совети и ќе се направи една предлог исхрана за клиентот. Значи, од есенцијално прашање е да се одредат целите, проблемите, мотивацијата, очекувањата, значи... Точно, и многу е важно, нели, и клиентот да го опише неговиот начин на живот и начин на работа, бидејќи сега, нели, некои одат на работа од 8 до 4, некои одат на работа во смени, некои не одат на работа, не може ист принцип за сите клиенти, или, например, 5 оброци на ден за сите, или 2 оброци на ден за сите. Јас гледам да сум флексибилна и да најдам најсоодветно решение за секоја индивидуа, а не, нели, например, како некој пакет кој што го нудиме на сите, туку еден индивидуален пристап за секој клиент посебно. Бидејќи, ако е тоа толку ограничено, како што кажа на почетокот, ако е некоја рамка, многу малку луѓе ќе се пронајдат во таа рамка. А ако е нешто индивидуално, може да им се помогне на повеќе луѓе. Дали пристапот е различен кога ќе го прашаш твојот клиент, дали јаде, во зависност од тоа, дали јаде медитеранска, например, храна, или континентална, или традиционална храна, дали пристапот твој е различен спрема тој пациент? Да, точно, тоа е многу интересен феномен. Значи, има некои луѓе кои што се отворени до тоа да пробуваат нови храни, да експериментираат со рецепти и така натаму. И мене сето тоа ми е важно за планот што ќе се направи да биде одржлив, а не, нели, нешто што клиентот кога ќе го види ќе рече, јас ова не можам да го применувам. Така што тоа е многу важен дел од разговорот. Тоа се прехранбените навики на клиентот всушност. Што тој јади и зашто е подготвен да се сретне во менито. Значи, некои кои што се отворени за нови работи, може да се вклучи нешто што не е толку традиционално македонско. Некои кои што сака да се задржи на тоа, традиционални македонски оброци, не е проблем да биде има планот како и замена таков. нешто да се најде. Да, дефинитивно, може да се прилагоди на сите, и македонската храна може да се приготви на здрав начин. Тоа не е проблем, ние јадеме здрави намирници и само некогаш ги готвиме на малку нездрав начин. И сега, поради која причина најчесто ве бараат вака луѓето за помош? Так. Како што кажав, нели, познато е тука кај нас дека нутриционист се оди таму за диета за слабење. И јас преку социјалните мрежи се обидувам да го сменам тоа, односно да ја сменам перцепцијата на луѓето за нутриционист, и повеќе сум сконцентрирана на тоа се нарекуваат нутритивно поврзани болести, односно болести кои што се поврзани со исхраната, и поради тоа, освен што работам со програми за слабење, многу често работам со диабетичари. Значи, ги едуцирам како треба да се хранат при диабетес и им правам план за исхрана со кој што можат подобро да го контролираат чекерот во крвта. Потоа многу често работам со луѓе кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, луѓе кои што имаат некои автоимуни болести и секакви други болести кои што се поврзани со исхраната. Да, баш тоа ми беше прашањето, наредното прашање. Дали додека трае тој процес или програм со пациентот, можно ли е да се јават некои компликации, несакани последици, некои алергиски реакции и така натаму? Дали ти си има случајно тоа, и како го решаваш ако си има случај? Тоа се учи со искуство пред се. А за алергиски реакции, значи, поради тоа и прашалникот на почетокот, односно разговорот, ако клиентот има, нели, историја на алергии и такви работи, тогаш и јас бирам посигурен пристап, нели, ги избегнуваме тие храни што се високо алергени. Кај другите луѓе досега конкретно со алергиски реакции немало никаков проблем, а за други несакани последици
На почетокот, кај програмите за слабење, знае да се случи првите неколку дена, луѓето бидејќи ја менуваат нагло исхраната, главоболки, такви некои минливи симптоми кои што ќе поминат максимум за една недела. Никакви други поголеми и трајни компликации не може да настанат ако некој следи здрав начин на исхрана. Значи не зборуваме за изгладнување, туку еден здрав начин на исхрана, избалансирана исхрана, значи досега немало на негативни последици. А сега со лицата кои што имаат некои здравствени проблеми, кои што и самите не се така рамни, туку имаме влошување на болеста, па подобрување на болеста, знаат да се случат така некои моментални привидни влошувања или подобрувања, ама сето тоа се решава во согласност со болеста што ја има клиентот, ама ништо долгорочно негативно не се случило. Сето тоа е очекувано со таа здравствена состојба на клиентот. Сега, дали постои некоја болест која што би ве ограничила во својата програма со пациентот? Не, кон секоја болест може да се сите пациенти кои што доаѓаат ги прифаќате? Да. И имате соодветно како и на кој начин тоа да точно, одговорите на нивниот само јас им кажувам, например, некои што се покомплицирани случаи, дека е подобро да се почне со препораки, а не со програма за исхрана, бидејќи, например, јас ги прашувам клиентите да ми опишат како се хранат моментално, но факт е дека луѓето некогаш не се свесни за тоа како точно се хранат, често пати грешка пренесуваат што точно јадат во еден ден, и за да се избегнат некои грешки, со некои покритични случаи на почеток почнуваме со препораки. Значи, например, редуцирајте внес на таа и таа храна. Пробајте да јадете повеќе од тоа. Гледате да имате 12 часа пауза на ден од вечерата до денес до појадокот утре. Значи, тоа го практикувам кај луѓе кои што пијат многу лекови и имаат многу здравствени проблеми, за да не им дојде нагла промена. Така, добро, дали на самиот процес волјата и позитивниот став имаат свое место? И дали е тоа предуслов за успехот на целиот овој третман? Да, некогаш мислам дека некои клиенти очекуваат од нутриционистот да биде мотивационен тренер или да го поттикнува постојано да се придржува до таа програма и така натаму. А не ли сте тоа? Ако клиентот нема донесено одлука дека ќе го следи тој начин на исхрана, тоа обично завршува и со неследење на тој начин на исхрана. Дошол таму, да, секако наша улога е да ги мотивираме, да, ама дисциплината е нивна. Не можеме ние да ги дисциплинираме. Значи, во ред е тоа да се даде почетниот мотив, но ако самата личност што дошла да побара помош, не е одлучна дека ќе го спроведува тоа и секој прв ден или втор ден се враќа назад, тоа не функционира баш многу добро. Јас тоа им го нагласувам често пати на луѓето, дека мојот дел е да ја направам програмата и да објаснам зошто треба да се следи таа програма и тие совети што ги кажувам, но не е моја да се придржувам до таа програма. Значи, тоа е нивниот дел. И соработката ќе функционира. Ако ти отворат пат, можеш и да делуваш и на сигурно. Да, ние се потсетуваме. Има клиенти што си кажуваат, мене ми е подобро ако ми се јавуваш, например, 2 пати неделно или така натаму, во ред е сето тоа. Но ако клиентот нема одлучено дека ќе го следи, и тоа не функционира. Значи, потребна е лична одлука пред се и дисциплина. Добра, што мислиш, потребна е поддршка од семејството, од блиското семејство, од блиските пријатели, од оние кои им се драги, влие ли тоа на самиот резултати дефинитивно. На пациентот? Изгледите за успех се подобри ако имате поддршка од некој, ама има клиенти кои што успеале, или луѓе, да не се изразувам така, има луѓе кои што успеале да променат некои лоши навики, да одржуваат добри навики долго време, дури и кога немаат поддршка. Одлука, карактер, многу фактори може би влијаат. Обично велат храната е лек. Се држиш ли до таа мисла ти? За некои болести, за кои што е главен причинител, да. Но сега да се оди до таму, дека храната е магично стапче или дека секој проблем во нашиот организам ќе го поправи, тоа не. Баш тоа го очекував таков одговор да дадеш, значи храната не може да излечи некоја болест, меѓутоа што е поквалитетна и те како може да делува и да не припреми за борба со таа болест. Точно така. Добро, се приближуваме кон крајот.
пред нас е поставено овошје, па во кратки црти за неколку од овие овошје ти одбери за кого како и на кој начин делуваат на нашиот организам и што се содржат во нив. Така. Ќе почнеме со бананата. Таа е, мислам, позната по тоа што содржи повисоки нивоа на минералот калиум. Сите знаеме, нели, дека натриумот го користиме преку солта и дека внесуваме веќе доволно натриум во исхраната, ама калиумот е тој што почесто ни фали, па бананата е еден добар извор на калиум. Исто така е добра за дигестијата, не го иритира желудникот и цревата, полесна е за дигестија, така што тие луѓе што имаат проблеми со дигестивниот систем, често ги користат овие овошје, како што е бананата. Јаболкото тука исто така, јаболкото е познато по тоа што има поголем процент на растителни влакна во лушпата и тие растителни влакна знаеме дека ни помагаат да ги намалиме високите нивоа на холестерол во крвта, ако ги имаме. И исто, нели, сите имаат витамини, минерали, антиоксиданти кои што се важни во борбата со слободните радикали. И за портокалот ќе кажеме една интересна студија која што покажуваше дека цитрусната киселина од портокалот го намалува ризикот од појава на каменчиња во бубрезите. Ова сигурно е интересна информација за луѓето кои што патат од тие проблеми. Значи, сок или цело овошје портокал, ако се користи редовно, може да го намали ризикот од формирање на каменчиња. Секако, нели, витамин С, по тоа е познат портокалот, исто моќен антиоксидант, влакна растителни, што исто така може да го намалат холестеролот во крвта, се на се многу корисни нутриенти. Дали како што е потребно негување и одржување на телото, исто така е потребно и одржување и негување на нашиот ум. И каде можеме таа релација, таа врска да ја најдеме помеѓу телесното, менталното и духовното? Така. Значи, јас, иако сум нутриционист, гледам да сум искрена со клиентите и секогаш им кажувам дека исхраната е голем фактор кој што игра улога, нели, во тоа какво здравје ќе имаме, но не е единствениот фактор. Имаме и други фактори кои што влијаат на нашето здравје. Сега мислам дека многу ни се познати и тоа е популарно психосоматските болести, односно болестите кои што поттекнуваат во умот на човекот и потоа, нели, се афектираат и на физичкото здравје. Денеска постојат и науки кои што го истражуваат тоа. Има една наука која што се нарекува психонеуроендокриноимунологија. Значи, таа проучува како тие мислите, менталните процеси во нашиот организам влијаат на овие системи, значи на нервниот систем, на ендокриниот систем, на имуниот систем. Тоа се најважните системи или најголемите сеопфатни системи во нашиот организам. Или на поедноставен начин да се изразиме, оваа наука проучува како мислата ја менува биологијата на човекот, односно нешто што не е физика, како делува на тоа што е физичко, и тоа е покажано дека е така. Значи, ние во ред да се храниме здраво, тоа не го негираме, се си има свое место, некогаш луѓето сака да го поделат едното од другото и се оди во крајности, например, па не е важно што се јаде, ова е поважно, или другата крајност, само храната е важна, другото не е важно, нашите мисли и така натаму. Но фактот е дека се е важно и дека едното не е замена за другото. И ако сакаме здравје, треба да имаме и добро ментално здравје, добро духовно здравје, добро физичко здравје, тука е исхраната, и социјално здравје, нели, нашата комуникација со луѓето од околу. Добро, значи од ова заклучив дека помеѓу телото и умот, се извинувам, постои тесна врска. Значи, кога едното се заедно, не можеме да ги разделиме. страда, другото сочувствува. Така некако го перцепирам и тоа го гледам. И од ова заклучив дека се случува ли грижата од сторениот грев да го поткопа здравјето на целиот организам и да доведе до неурамнотеженост на умот. Се случува ли такво нешто? Апсолутно, не само до неурамнотеженост на умот, туку може да поремети, нели, некои процеси во нашиот организам, дали лачење на некои хормони, како кортизолот, например, хормонот на стрес, па потоа кортизолот ќе го покачи нивото на шеќерот во крвта и оттаму, нели, од стресот ми е шеќерот. Значи,
делува и на физички план. Може да ги поремети тие работи што ги гледаме ние на анализите. Многу реално е тоа. Не е така толку мистично, туку сега е реално. Што мислиш, храброста, надежта, верата, сочувството, љубовта го обновуваат ли здравието, делуваат ли на нашето здравие? Да, на целокупното здравие човечко? Кое што е составено од овие три компоненти, вела? Дефинитивно. Делуваат позитивно и ако ги нема, ќе делуваат негативно. А за жалоста, загриженоста, незадоволството, за, да кажам, грижата на совеста, како делуваат тие? Негативно. Да. Баш имаше една студија, мислам за дијабетесот, дека беше, бидејќи подготвив некои работилници, го истражував тоа, дека негативните мисли влијаат негативно на нивото на шеќерот, го покачуваат нивото на шеќерот во крвта. Добро. Пред него ли да завршиме, веќе се приближуваме на крајот од емисијата. Сакам при крајот да завршам со неколку реченици. Да ве пофалам, вас, нутриционист, и тебе како мој гостин. Добриот нутриционист ќе ви заштеди време, пари и нерви. Ќе ве поштеди од губење на време листајќи по шумата на информации по интернет и разни книги. Ќе ве поштеди од фрлање на пари на непотребни суплементи и ќе направи поздрави од вас. И ќе ве поштеди од вашите нерви, од морето безпотребни и контрадикторни работи. Затоа побарајте нутриционист. И он има што да ви каже и да ви помогне за вашиот проблем. Добро, веќе се приближувам и одиме кон крајот. Сакам на крајот да ти се заблагодарам што ја прифати поканата да бидеш моја гостинка. Задоволството е мое. Се надевам дека одговоривме на многу дилеми кои што пред емисијата ги мачеа нашите гледачи. Ако остана нешто неодговорено, еве прилика да ми гостуваш уште еднаш во мојата емисија понатаму. Благодарам и јас на поканата. Исто се надевам дека одговоривме на некои дилеми на гледачите и дека ги доближивме повеќе нутриционистите до нив и дека нема да се плашат толку многу од нас во некоја следна прилика. Некоја порака до гледачите, нешто за... Да, јас секогаш им кажувам на луѓето дека треба да се грижат за нивното здравје, посебно за нивниот имун систем. Сега нели тоа е најважно со целата оваа ситуација. Хранете се здраво, бидете здрави, имајте здрави мисли и нели освен што треба да се грижите за тоа што јадете, грижите се и за тоа што ве јаде вам. Драги гледачи, завршивме уште со една емисија. Ви благодарам на вниманието и довидување до следната емисија на исто место и во исто време. Пријатно.